Во ова издание, почитувани пријатели на емисијата Мега Фолк, продолжуваме со едно мега интервју, односно интервју со еден наш познат интерпретатор на македонска новокомпонирана и народна песна. Како што ви најавив, станува збор за Дарко Стојановски. Дарко, добре дојде во Мега Фолк и благодарност што се одзва на нашата покана. Добро ве најдов и ви благодарам за вашата покана. Пред да започнеме со оваа емисија, да ги поздравиме гледачите на оваа прекрасна емисија. Значи, можеме и тоа да кажеме дека многу, барем тука кај нас е доста гледана, интересна емисија. И исто поздрав до организаторите на оваа емисија. Така, благодарам, Дарко. Дарко, верувам дека скоро сите кои што ја следат твојата музичка кариера знаат дека потекнуваш од, можем да кажем, најпознатото музичко семејство не само во Кичево, туку и во Македонија и надвор од нашата држава, музичкото семејство Стојановски. Ти си еден од тие кои што продолжи да ја негува македонската народна песна. Може ве накратко да ни опишеш една кратка лична карта кој е Дарко Стојановски? Па мислам дека со самата најава доста многу кажа. Значи, потекнувам од фамилија Стојановски. Значи, морам да го спомнам мојот покоен стрико Војо Стојановски, стрико ми Билјан. И друго, не знам што би кажал, значи самото тоа кажува каква музика негуваме, значи негуваме изворната македонска, исто така и новокомпонираната македонска песна. Така. Повеќе години Дарко е активен на македонската фолк сцена. Имаш испеано, кажавме, повеќе и новокомпонирани и оние македонски изворни традиционални песни. Колку вкупно, Дарко, имаш до сега песни испеано? Па не знам сега точно. Не се ни толку многу да не би можел да ги изборам, но 13-14 на песни се така, се спремни за на CD. Така, тоа ми беше и поводот да те прашам за бројката на песните. По повеќе неврзани муавети што сме ги имале заедно, имаш најавувано дека ќе го издадеш конечно твоето прво CD, после повеќе години, рековме, активен на македонската фолк сцена. Дарко, до каде се твоите планови околу издавањето на твојот прв албум, со оглед на тоа што јас мислам дека се и повеќе од 14-15 песни, според она што како фонотека од твоите песни ја го што имам мислам кај мене дома. да ги имам на CD. Значи можам да најавам дека ево преговори веќе и како да кажам во подготовка. Е тоа долго очекувано од CD. Значи, како што кажа, сум активен, но не и толку активен. Да бев толку активен, веќе ќе беше издадено тоа CD. Но се надевам дека во најкратко, значи сега нема да кажам ни датум, ни ништо. Можам само да најавам дека ќе бидам гостница моето CD во вашава емисија. Така. Дарко испеа повеќе песни за повеќе жени. Пееше за Јана, пееше за Анѓа од Галичник, на за Јована, а на последниот фестивал Филиграни во Скопје ја испеа и песната за Лена Убава. Од каде идејата еве да го земеш тоа име? Дали текстописецот е само тој што ти го предложи тој текст или можеби ти имаше некоја идеја? Да бидам искрен, значи тоа е чисто на Борче Нечовски, текстот е на Борче Нечовски и цела тема е негова идеја, значи на песната и за името и темата. Таа е таква малце песна како приказка, значи цела тема е на Борче Нечовски. Со повеќе нели аранжмански направена со повеќе народни инструменти. Ние денес ќе ја слушнеме и во нашата емисија оваа песна. Кажи ми, кога сме веќе кај фестивалите, имаш настапувано на Гоце Фест, кажавме на Филиграни, на Роса Фест, на Лешочки, така. Кои се твоите мислења за фестивалите, дали овие песни кои што се популарни, а се популарни бидејќи народот ги бара, нели, по тоа ја цениме и популарноста на песните, дали мислиш дека подобро е кога ќе излезеш на фестивал, дали тогаш повеќе се слуша песната или ако ја издадеш само како сингл,
која што после треба да ја промовираш во ТВ и радио. Так, тоа не значи дека ако песната е на фестивал и дека ќе биде изслушана и све тоа како што спомна. Значи може и со обично така да се изеде, но сепак мислам, значи по моје дека поголем акцент. И сепак уште кога би фестивалите би биле подобро, да речеме, како да кажам, неорганизирани, подобро медиумски покриени, значи тоа би било многу подобро. А за песната да биде слушана после, тоа го кажува само самата песна, Така. по моје мислење. Со кого најмногу соработуваш, Дарко? Спомнавме дека Борче Нечовски има одреден број на текстови Па да, напишано. доста текстови имам од Борче Нечовски, значи Јанѓа, Ке те оженам, исто на Лешочкиот фестивал беше и Јанѓа и Ке те оженам, Лена сега. Значи околу текстот и со него и со Бранко Николовски имам доста соработувано. Нашата тука Зорица Спировски, таа во првите песни, значи тие за Нагоца Фест, што ми се, доста текстови таа исто ми има напишано. Околу музиката со Златко Мелодиновски, значи можам да кажем 99% се сите на Златко и аранжмански и музиката. Но сега можам да најавам, значи припремам една нова песна, убава прилика во оваа емисија да си се пофалам. Значи прв пат ќе се јавам како и текстописец и музика. Значи текстот и музиката се мој, аранжманот ќе го спреми Еден Златко. повод да не Так. бидеш во Да. некоја наредна емисија повторно гостини да ја се надевам промовираме ќе и биде таа песна. за брзо време и бидејќи моментално немат тука негде во близина на некој фестивал, можеби ќе оди тука, можеби и да ја промовираме во вашава емисија, во Со вашата задоволство. Дарко, Вечност за Македонија беше твојата прва песна, колку што Так, и јас знам. Прва и патриотска песна, посветена на родната Македонија. Твоите песни се различни жанровски, значи имаш и патриотски песни, имаш и песни посветени на некоја жена, на некоја љубов, на некое име, рековме. Имаш песни испеано и за свадба, и за крштевка, значи дали е тоа твој стил да си секаде или можеби сепак ти лежи повеќе некоја песна што има одредена содржина? Што еве за тебе е поприфатливо, што можеш подобро да го испееш? Па пред се мислам, значи кога е песна добра е добра. Дали е патриотска, дали е љубовна, дали е печалбарска, значи од сите жанрови моментално имам, но кога песните фактички ги компонирав неве ја како иницијатор, да речеме, сепак други ги компонирале, сум сакал да имам. Значи за крштевка баш кога ми се роди првото синче за Филип, значи така и песната. Отвори порти невесто пред да се оженам, значи наменски ќе те песни, оженам, така дури да. Значи тој така и се биографски совпадна песни, малце, така. да. Дарко, настапуваш со твојот бенд, групата Харизма. Продолжуваш со нив и понатаму сигурно. Кажи ми, освен ова што спомнавме, да го очекуваме твоето прво CD и еве твоето прво искуство како автор на твоја песна, што друго да очекуваме во оваа 2016 година? Ова 2016 освен CD-то можам да најавам уште најмалце на 2-3 фестивала ќе видиме здрави Боже, значи со што викаме со Господ напред. Да се појавам на некои од фестивалите. И да сепак не е мала работа CD-то и Так. друго и другото си продолжуваме со работата, свадбите мора да се тераат. Так, благодарам што одвои време да не удостоиш прво настука во нашата емисија и се разбира на задоволство на сите наши гледачи. Ќе ти посакам многу успех понатаму во твојата кариера и се надевам наскоро повторно ќе се видиме. Уште еднаш и јас ви благодарам на вашата покана и уште еднаш ги поздравувам сите гледачи на оваа прекрасна емисија. Почитувани, го проследивте разговорот со нашиот Дарко Стојановски, а ние продолжуваме понатаму со емисијата. Останете со нас.